Македонските иселеници во дијаспората имаат јасен став во однос на моменталната политичка состојба во земјава. Името, идентитетот, сувереноста, знамето и јазикот се нешто кое не смее да се промени. Како што истакна Горан Торбаков, експерт за дијаспора, нашите иселеници остро го критикуваат прашањето за воведување двојазичност во Македонија и според нив тоа не може да се случи. А ставот на дијаспората е секојпат бил секојпат и секојпат ќе биде многу јасен во овој поглед, дека сите национални интереси на Република Македонија, а тоа е нашето име, нашата сувереност, знамето, грбот, јазикот, се нешто кое што не смее да се промени и дека ние како македонци од дијаспората на секој можен начин ќе го браниме тоа. Според него, значењето на македонските иселеници за нашата земја е огромно, бидејќи тие каде и да се на некој начин представуваат амбасадори за Република Македонија, за нашата нација, постоење, јазикот, историјата и културата. Тие не само што ги промовираат овие вредности, туку и на некој начин го образуваат и локалното население во средината во која живеат нашите иселеници, смета Торбаков. Тој вели дека она што се бара во нашата земја е неприфатливо, бидејќи и нашите иселеници ги има во голем број на секаде низ светот, но имаат право да уживаат во нивниот мајчин јазик, традиција и култура и никаде не е дозволено воведување двојазичност. Ова што се бара во Република Македонија од двојазичноста е навистина едно прашање кое што несватливо е, поготово за сите нас кои што живееме во општества кои што навистина, да кажам, се развиени и демократски, нели сепак ние како држава се стремиме да влеземе во Европската унија, да станеме дел од едно општество за кое што сметаме дека е развиено, дали е тоа економски или културно или од социјален аспект. И доколку ова прашање е неприфатливо во развиените земји, ја не гледам зашто би било прифатливо во Република Македонија. Целта на дијаспората е на било каков начин да ја помогне на Македонија, не само за промовирање на традицијата и културата, туку и за подобрување на статусот на нашата земја.